Ќе прочитаме од поглавје 3 во Откровение. And it's a letter addressed to the church in Philadelphia. И тоа е писмо до црквата во Филаделфија. And this is the most positive letter of all the 7 letters that we find in Revelation. Ова е најпозитивното писмо од сите 7 писма до црквите што ги гледаме во Откровение. And maybe you can read that. The whole chapter 3 or No. Philadelphia? Just 7 to 13. Значи од 7 стих до 13 стих. И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му: вака вели светиот вистинскиот, оној кој го има клучот Давидов, кој отвара и никој нема да затвори, и кој затвори никој не ќе отвори. Ги знам делата твои, ете, ти дадов врата отворена и никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази словото мое и не одречувај се од името мое. Ете, ќе ти дадам некои од сатанската зборница, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Ете, ќе направам да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав, бидејќи ти го запази словото на трпението мое. И јас ќе те запазам од часот на искушението, кое ќе дојде на целата вселена, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Ете, идам скоро, држи што имаш, за да не го земе некој венецот твој. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог и нема веќе да излезе надвор, и ќе го напишам над него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегнува од небото од мојот Бог и моето ново име. Кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите. Several years ago, we moved from Germany to England Пред 7 години се преселивме со мојата фамилија од Германија во Англија in order to serve with the European Mission Fellowship. со цел да служиме со евангелската служба, Which meant that I had to pack all my books into boxes. што значеше дека требаше да ги спакувам сите мои книги во кутии. But Heike, my wife, Heike, my wife, да ја качам мојата жена на грб. she said, Heike. Heike, it's a name. Окей. И жена ми моја Хајке. Yeah. she said, we can't take all the books. Рече не можеме да ги земеме сите книги со нас. I was left with a very hard decision. Бев соочен со една многу тешка одлука. I had to leave some behind. Требаше да оставам некои од тие книги позади мене. And even give some away. И дури и да подарам некои од нив. My heart was breaking. Моето срце се кршеше. So I had 3 categories. И ги постави во 3 категории. One category was giveaway. Едната категорија беше да се подарат. One category keep but dump somewhere. Другата категорија беше задржи, но остави ги некаде. When I retire, I might be able to read them. Кога ќе се пензионирам, можеби ќе дојдам назад па ќе ги прочитам. And the most important ones I had to take with me to И England. најважните морав да ги земам со мене во Англија. But as I was doing this, Но како што го правев ова, I found a book that my brother gave me. најдов една книга од мојот брат кој ми ја подари. And the title, now this book was written by an economist Оваа книга е напишана од економист in the 80s. во 80-тите години на минатиот век. He is called Ernst Friedrich Schumacher. Наречен е Ernst Friedrich Schumacher. Not the Formula 1 one. Не тој што возачот на Формула 1, Шумахер. An economist. Економист. Yeah. Now, my brother gave it to me for my birthday, and I never read it. Брат ми ја поклони за роден ден, но никогаш немав шанса да ја прочитам. Now he is working with NGOs across Asia. Тој работи со NGO, организацијата низ Азија. And he's not a Christian, but he wanted me as a Christian to think about economics. Тој не е христијанин, но сепак сакаше јас како христијанин да размислувам на економската ситуација. And the title of the book is Small is Beautiful. Насловот на книгата е мало е прекрасно. Мало е убаво. Yeah, small is beautiful. And the subtitle is A Study of Economics Под насловот
as if people matter. Учате економија за како луѓето да ви значат. Yeah? I was struck by this title. Бев погоден од овој поднаслов. I'd forgotten about the book, and the book was very well known. Заборавив на таа книга, а таа книга е многу добро позната. And straight away I thought of the church in Philadelphia. И веднаш на ум ми дојде црквата во Филаделфија. This church in Philadelphia is a small church, Црквата во Филаделфија била мала црква or has small strength. и имала мала сила. And well, this passage and this sermon is about smallness. Овој цитат што го прочитавме и оваа проповед е за малина, за мала црква. And I want to encourage you that in all the smallness there's a beauty. И сакам да ве охрабрам дека постои убавина во тоа да се биде мал. A beauty that comes from our relationship with Jesus Убавина која доаѓа од нашиот однос со Исус and our life for Jesus. и нашиот живот за Исус. You see, as I highlighted, Како што подвлекував низ книгата, Philadelphia is the one church that is getting the best marks. Филаделфија е црква која ги добива најдобрите оценки Of all the other churches, од сите други цркви во Откровение, which were very big, кои беа големи, vibrant, беа живи, there was a lot of movement. имаше многу движење во нив, раздвижени беа. Their weekly church diary Има дневник неделен was probably very full, и беше тој преполн, full of ministries. полн со служби. But when the Lord addresses these churches, Но кога Господ им се обраќа на овие цркви, it is Philadelphia that receives most honor and praise. токму Филаделфија е она која добива најголем најдобро чест и добри зборови, пофалба. Jesus looking at the church in Philadelphia Исус гледа на црквата во Филаделфија, saw beauty. гледа убавина. Whatever you think of yourself, Што и да мислите за себе си, and sometimes I know how disencouraging smallness can be. и понекогаш знам колку храбрувачки да се биде мал може да биде. And it often stops us from doing things which we want to do. И понекогаш не спречува да правиме работи кои сакаме да ги правиме. For 2 years I was preaching to a congregation of 7. 2 години проповедав на заедништво од 7 мина. 7 people on a Sunday morning. 7 мина недела наутро. I know what it means to be small Знам што значи да се биде мал and insignificant. и беззначаен. And that can be very depressing. И тоа ме држеше во една депресија. And yet there can be a beauty Но сепак таму може да има и убавина, that Jesus sees in us, кој всушност и Исус ја гледа во самите нас in which he delights и во која он се насладува and he rejoices. и се радува. The question to me that the church has to ask Прашањето кое според мене кое црквата треба да го постави is not how can a small church grow. не е како една мала црква треба да порасне. Now don't get me wrong. Не ме сваќате погрешно. I want churches to grow. Сакам црквите да растат. The small ones to grow Малите да цркви да се and the зголеме, big ones to grow. но и големите да се зголеми во And for број. the big ones I would say start thinking about church planting. На големите би им рекол започнете да размислувате за основање на нови цркви. But I think it's the completely wrong question for a big or a small church No, to ask how Јас to grow. според мене тоа е погрешно прашање за било каква црква од која големина да го поставува. I think the key question that we have to ask ourselves is Клучното прашање кое треба да си го поставиме на себе си what makes us beautiful? е што не прави убави. Beautiful in the eyes of Jesus. Убави во очите на Исус, And if Jesus rejoices in our beauty, и ако Исус ужива во нашата убавина, се we радува, will not
only be attractive to him, Нема само да бидеме атрактивни на него, but we will be attractive to our neighbors ќе бидеме атрактивни и на нашите соседи, and our communities. и на нашите општества, заедништва, заедници. We are created in the image of God. Ние сме создадени на лицето Божјо, на We- Божјиот образ. We know what beauty is. Знаеме што е убавина. We love beauty. Ние ја сакаме убавината. And beauty is more than perfection. А убавината е повеќе од перфекција, совршеност. It is that thing that touches our heart. Тоа е, убавината е нешто што го допира нашето срце. That is why Jesus being touched when he sees the beauty of a church. Затоа Исус е допрен кога ја гледа убавината на црквата. It's not about being a perfect church. Не е тоа да се биде совршена црква, It's about being a beautiful church. туку да се биде убава црква, црква со убавина. And when we are beautiful in the eyes of Jesus, И кога сме ние убави во очите на Исус, it doesn't matter how many people we are. нема никакво значење колкумина сме, And that's what I learned from the church in Philadelphia. а тоа јас го научив од црквата во Филаделфија. And it was Jesus speaking to this church in Philadelphia. И беше Исус кој зборуваше на оваа црква во Филаделфија. And it's clear that Jesus wants to encourage them, И јасно е дека Исус сака да ги охрабри, to cheer them up. Да ги подигне, Go on. продолжете. Numbers don't mean anything to him Бројот ништо не ми значи на мене. in the end. На крајот, вели Исус. Yeah. But beauty. Но убавината. So let us draw out of this passage a few things. Можеме да извлечеме неколку работи од овој цитат, од овој пасус. And the first thing is, it is Christ who speaks. Прво е дека Исус е оној кој зборува, And that's very important. а тоа е многу важно. Right at the beginning of the letter to Philadelphia, Уште на самиот почеток на пораката до Филаделфија, before telling anything else, пред било што друго да се каже, Jesus tells them who is speaking. Исус кажува дека е тој што зборува. These are the words of him who is holy and true, Ова се зборовите на оној кој што е свет и вистинит, who holds the key of David. кој го има клучот на Давид, What he opens, no one can shut. тој што отвара и никој не може да затвори, What he shuts, no one can open. тоа што тој затвара, никој не може да го отвори. And we haven't got time, but we see him already in chapter 1. Немаме време да се вратиме, но уште на самиот почеток на книгата го гледаме во глава 1. And when John saw Jesus there in glory, И кога Јован го гледа Исус во својата слава, he fell at his feet паѓа на своите нозе на колена as though dead. како мртов. He died because of the beauty of Jesus, Тој како да умира поради убавината на Исус, or rather nearly. или скоро умира. Yeah, but beauty can overwhelm, Но убавината може да преовлада. and the beauty of Jesus will overwhelm us. И убавината на Исус ќе не преовлада нам. We cannot imagine the beauty of Jesus. Не можеме ни да си ја замислиме убавината на Исус. So it is this Jesus И тоа е овој Исус addressing the church. кој се обраќа на црквата во Филаделфија. Now, if somebody tells me or makes a compliment, И ако некој ми даде мене комплимент, I always think, now, who is making that compliment? секогаш си размислувам кој го прави овој, кој го дава овој комплимент. If somebody, tells you, ladies, "Wow, you look beautiful today," Ако на вас дамите некој ви рече изгледате многу убаво денес, that's a great compliment. тоа е навистина добар комплимент. But if it comes from a blind person, Но ако доаѓа тоа од слеп човек, you wonder what, може би ќе се прашате што пак сега тоа значи. So compliments are being assessed by us. Комплиментите се толкувани од нас. I have to make comments on what the students write and say. Треба да често да правам коментари на тоа што студентите го кажуваат And и запишуваат. and obviously I get also feedbacks.
И исто така јас добивам и повратен одговор на тие коментари. And it's important for me to know who is telling me И важно ми е да знам кој го дава тој коментар. whether my sermon was good or bad. Например, дали мојата проповед беше добра или лоша. I want to see what you say afterwards to me. Сакам баш да видам што ќе речете подоцна за оваа проповед. What I'm saying is, here we have Jesus, Овде го имаме Исус, the all-knowing one, оној што знае се, the all-seeing one, што гледа се, talking to the Christians in Philadelphia. да им говори на христијаните во Филаделфија. So everything that he says is true. Се што тој вели е вистинито. And so it's important that this is being emphasized. И многу е важно дека се дава значење на ова се. That the one who is speaking is the one who knows us deeply. Тој што зборува е тој што не познава нас длабоко. Now, to him the church belongs. На Исус му припаѓа црквата. We don't belong to ourselves. Ние не си припаѓаме на себе си. The church belongs to Christ. Црквата му припаѓа на Исус. And we should be remembering that. И треба да се присеќаваме на тоа постојано. That it is Christ who sees us because he's very much concerned about us. Дека Исус не гледа затоа што тој се грижи за нас. You know, when a church is small, Кога една црква е мала, and maybe with its back to a wall, и можеби притисната на зидот, fighting for survival, се бори за опстанок, and hard pressed and maybe even persecuted. и можеби прогонувана и силно притисната. You know, it needs more than just exhorting and encouraging. Треба повеќе од само да се охрабрува и да се сочувствува. The church needs a fresh vision of Jesus Christ. На црквата е потребна свежа визија на Исус Христос. That's why the book of Revelation is really written. И затоа и Откровението на Јован е напишано. It has to give a fresh vision of the one who's enthroned on high. Да даде свежа представа на оно што следи понатаму. The beauty of Jesus. Убавината на Исус. And he is the first and the last. И тој е првиот и последниот. The living one. Живиот. The one who has all power in heaven and on earth. Оној кој има сета сила, моќ, власт на небото и на земјата. He is our Lord and King. Тој е нашиот крал и господар. He is the lamb that was slain for us. Тој е јагнето што беше заклано за нас. Sitting on the throne. Седи на тронот. And we sing our praises to him. И ние ги пееме нашите слави кон него, нашата слава. You are worthy. Ти си свет. Worthy Достоен. is the lamb. Достојно е јагнето. We need to have a fresh vision of the one who speaks to us. Потребно ние да имаме свежа представа за оној кој ни зборува. And he says three things in these verses. И он кажува три работи во овие стихови. He says these are the words of him who is holy. Ова се зборовите на оној кој е свет. And he clearly emphasizes he is no less than God. И истакнува јасно дека тој не е помал од Господ, од Бог. It is Christ, the Son of God, Христос, Синот Божји, the Holy One, светиот, who is behind us кој е позади нас and addressing us и кој ни се обраќа and encouraging us и не охрабрува and saying to us, и ни вели: keep the course. задржете патеката, насоката. I see a beauty in you that you may not even see. Гледам убавина во вас која дури може би вие не ја гледате. So it is Christ, the Holy One, who addresses. Христос светиот е оној кој ни се обраќа. And the second one that he says is, who is holy and true. И второ вели кој е свет и вистинит. Now we know that God hates all falsehood. Знаеме дека Бог го мрази, ја мрази лагата. But I think more is being said here than just that God hates falsehood. Но мислам дека е многу повеќе е кажано во овие стихови отколку дека Бог ја мрази лагата. I think the emphasis is on the fact that he guarantees his promises. Тој ги гарантира своите ветувања овде. He will be true to all that he has promised to his church. Тој вели дека се е вистина она што го ветил на црквата.
And the greatest blessing or the greatest promise that we have И најголемиот благослов и ветување што го имаме that He will be with us е дека тој ќе биде со нас in our weakness во нашите слабости and in our smallness. и во нашата тоа во која сме мали. Wherever 2 or 3 gather together in my name, Кога двајца или тројца ќе се соберат во моје име, I am with you. јас сум со вас. And He is true to that. И тој е доследен на тоа. So He's telling the church in Philadelphia, I am with you. Тој вели на црквата во Филаделфија, јас сум со вас. I will be true to my word. Ќе бидам доследен на мојот збор. I've set my love on you, Јас поставив мојата љубов кон вас and I will love you eternally. и ќе ве сакам вечно. And the third thing that He says about Himself is that He is the key holder. И трето што вели за себе е дека тој е клучарот, тој што ги има клучевите. It says here, who holds the key of David. Вели оној кој го има клучот на Давид, What he opens, она што тој отвара, no one can shut. никој не може да And затвори. what he shuts, no one can И open. тоа што затвара, никој не може да отвори. Now that's obviously a metaphor, Тоа е очигледно е метафора, and it's about the absolute authority of и Christ. тоа е метафора за апсолутниот авторитет на Христос. He has really got the authority in heaven and on earth. Тој го има Божиот авторитет на небото и на земјата. And there is nothing and nobody who can stop him. И нема ништо и никој кој може да го сопре. He has the keys not only of death and Hades, Тој не само што ги има клучевите на пеколот и на смртта, but also of salvation. туку и на спасението. He holds the keys Тој ги има клучевите of salvation. на спасението. Now I think John or Jesus is here emphasizing another idea. Исус преку Јован тука дава една нова идеја. He also holds the key of opportunities, Тој ги има и клучевите на можностите. because it is this meaning that the letter focuses on. На ова значење и писмото се фокусира. In verses 8 and 9, Во стиховите 8 и 9, have you got your Bible? Oh, sorry. If you can read verses 8 and 9. ги знам делата твои. Ете, ти дадов врата отворена и никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази словото мое и не одречувај се од името мое. Ете, ќе ти дадам некој од сатанската зборница, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Ете, ќе направам да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. So the emphasis here, it seems, on I've placed before you an open door. Тука кажува дека пред вас поставив отворена врата. So Jesus seems to have been doing something in the community. Гледаме дека Исус прави нешто во заедницата, The secular community in во Philadelphia, секуларната заедница во Филаделфија, and opened a door to preach the gospel. и отвара врата да може да се проповеда евангелието. Yeah, and that is the emphasis, which leads us to the second point. И после нас посочува кон втората точка. So it is Christ who speaks, Христос е тој што зборува and it is Christ who opens. и my Христос е тој што отвара. son. Yeah, Jesus holds the keys. he Исус ги има клучевите, said. He opens the doors. ги отвара вратите. Then, when the door is closed, И кога некоја врата е затворена, the opportunity is past. можноста веќе одминала. So Jesus is saying, I've opened the door for an opportunity. И Исус вели отворив врата за можност, Be careful that it's not being closed внимавајте да не се затвори when the opportunity has gone. и можноста да одмине. Jesus is encouraging the church. Исус ја охрабрува црквата. Yeah, watch out, I've flung open a door of service. Внимавајте, отвори врата за служење. Don't miss the opportunity. Не ја испуштете можноста. The door here clearly is not the door of salvation, but of service. Вратата овде јасно е дека не е врата на спасение, туку врата на служба, на
на That's служење. also a metaphor that Paul used Тоа е метафора која и Павле ја користи when he wrote to the Corinthians. кога им пишува на коринтијаните. Yeah, a great door for effective work has opened to me. Голема врата за ефективна работа ми се отвори. So again, a gospel opportunity opening up for Paul. Евангелие на можноста му се отвара на Павле. And whenever there are gospel opportunities opening up for a church, И секој пат кога има можност за проповедање на евангелието за една црква, this is already God's or our Lord's working. и тоа веќе Господ работи на тоа гледаме. You know, He opens the door. Тој ги отвара вратите. That's the clear emphasis here. Тоа е јасната слика овде. And we see that we've seen it yesterday at this conference. Видовме вчера на конференцијата How the hand of God was opening doors for God's church to expand. како раката Божја отвараше можности за црквата да се шири. So the Lord has been opening a great door for ministry. Господ отвара големи врати за служење. And He's encouraging this church in Philadelphia. И ја охрабрува црквата во Филаделфија. Go through it. Одете низ неа, поминете. We don't exactly know what this door was. Не знаеме точно што оваа врата представувала, што била. It may be related to the Jews that are being mentioned. Може би поврзано нешто со евреите што се споменати, But we're not quite sure. но не сме сигурни. But the fact is that it is a gospel opportunity that was opening up for them. Но факт е дека имало можност да се проповеда евангелието. Now there seem to be fears within the Christian community. Очигледно е дека има страв помеѓу христијанското заедништво. So it's probably that there have been rather hard confrontations between the church and this group of Jews. Најверојатно е дека имало некој конфронтација помеѓу црквата и евреите. We heard yesterday from Hiotis in Athens. Слушнавме вчера од Гиотис од Атина, How they were reaching into a part of the city of Athens како они пробале да досегнат еден дел од градот Атина, where there were a lot of violent riots. каде што имало многу немири, Yeah, the anarchists. анархисти. Yes. Now, you as a church, as a small church, Вие како една мала црква, imagine замислете yourself the Lord opening a door there замислете Бог да ви отвори врата токму таму, where a lot of riots are going on, каде што има немири and you're not quite the people who would normally go there. и вие не сте баш луѓето кои би оделе таму. Yeah. So I expect that we would all be sort of be very concerned and probably very anxious. И можеби сите ние би биле малку загрижени и вознемирени. And as a small church И како мала црква with little strength, со мала сила, I wonder what we would be discussing at our church meeting. се прашувам што ли би разговарале на нашите црковни собирања. We're already struggling. Веќе се бориме, The young people are all leaving. младите си заминуваат од црквите, We haven't got enough Sunday school teachers, немаме доволно учители за неделни училишта, those who work with the children, оние кои работат со децата yeah, or do the live stream. или што работат со So стримување. you know, with the little that we have, we are struggling already. Со она малку што го имаме, ние веќе се бориме. And now go there И сега and start a ministry? да одиме кај немирот и таму да започнеме служба. And what about the finances? И што пак со финансискиот проблем? So we straight away see all the problems И веднаш ние ги согледуваме сите проблеми, rather than the opportunities. наместо можностите. Now I said at the beginning, Реков уште на самиот почеток, the one who addresses us оној кој ни се обраќа на нас knows us. не познава. And that is very encouraging to me. И тоа е многу охрабрувачки за мене. I know what anxiety is. Знам што е вознемиреност, анксиозност. I feel always very anxious stepping out into new things. Секогаш се чувствувам анксиозен кога започнувам нешто ново. We need to fix our eyes on Jesus.
но треба да ги насочиме нашите очи, нашиот поглед кон Исус. Not on our little strength, Не на нашата мала сила, but on Him who has all the power. но на Исус која има сета сила. But you see, it is Christ who speaks to us. Но гледате, Исус е тој кој ни говори, It is Christ who opens a door of opportunity. Христос е тој што отвара врати на можности. And I've already hinted at my third point. И веќе кажав на малку така на третата точка, He also knows us, не познава and He knows us intimately. и не познава интимно. And that's what He highlights now. И тоа сега When- потенцира. When He says, I know that you have little strength. Знам дека имате мала сила. Isn't that wonderful? Но нели е тоа прекрасно? The one who's sitting on the throne, Оној кој седи на престолот, whose beauty nearly killed John, чија убавина скоро и го уби Јован, says, I know Вели, you have little strength. знам дека имате мала сила. Whatever that entails, whatever that means. Што и да значи тоа, The list of defects was probably quite long. Листата на недостатоци сигурно била огромна. Mainly ordinary people, Најверојатно е обични луѓе, which is often a negative, најчесто е тоа кажано во негативна смисла на зборот. and probably many from the lower classes of the Roman society. Најверојатно многумина од ниската класа на римското општество, No great names, нема големи имиња меѓу нив, no great preachers, нема големи проповедници, no great evangelists. нема големи евангелисти, They're all left for the big churches. сите се си отишле за големите цркви. It perhaps had to stretch itself Најверојатно требала таа црква да се растегне to keep things going, за да може да ги продолжи работите да се движат, as I already said. како што вели. So, and now they face this challenge of an open door. И сега и го имаат тој предизвик на отворена врата. And Jesus knows that. И Исус го знае тоа And He's encouraging them. и ги охрабрува. I know you are a small church Знам дека сте мала црква with little strength. со мала сила. I'm not ignoring your weakness. Не ја игнорирам вашата слабост. I'm using your weakness Ја користам вашата слабост so that all the glory will go to God. за сета слава на крајот дојде на What Господ. is impossible with you Што е невозможно меѓу вас is possible with me е возможно со мене, because I'm Christ. затоа што јас сум Христос. And I sit enthroned on high. И јас седам на великиот престол. He will make us strong. Тој ќе не направи нас силни. And there's nothing wrong in being small. И нема ништо погрешно да се биде мал. There's nothing to be ashamed of. Нема ништо срамно во тоа. If we fix our eyes on Jesus, Ако ги насочиме нашите очи на Исус, if we seek to live for Him, ако бараме да живееме за Него, then there is a beauty има убавина во тоа, that Jesus sees која Исус ја гледа and rejoices in. и се радува на тоа. So this church is beautiful in the eyes of Jesus, Оваа црква е убава во очите на Исус, although it was a very small church иако таа била мала црква and very weak. и многу слаба. But you see, what happens with the small church, Но она што се случува со малите цркви, small church is often not very confident about itself. малите цркви не се самоуверени. And maybe this small church in Philadelphia И можеби оваа мала црква во Филаделфија started comparing itself започнала да се споредува себе си, to the much larger churches in да се Laodicea. споредува со големите цркви кои Or во Лаодикеја, Ephesus. во Ефес. Yeah, so that is often what we do. И најчесто е тоа што ние го правиме, нели? Rather than listening to what Jesus says, Наместо да го слушаме она што Исус го зборува, we start comparing ourselves with other churches. започнуваме да се споредуваме со другите цркви. Now, I'm not saying that other churches and especially big churches Не велам дека другите големи цркви are not beautiful churches. не се исто така убави цркви. Yeah. So, but in this case, Но во овој случај, it's quite clear to me that the number doesn't matter. доволно ми е мене јасно дека бројот нема никакво значење. Yeah. Obviously, I can't go into any great detail here, but
не можам да одам во поголеми детали овде, when you think of Laodicea, но кога размислувате за Лаодикеја, црквата во Лаодикеја, you know, the Lord says you are lukewarm, Господ вели вие сте млаки, neither hot nor cold. не сте ниту врели, ниту ладни. And you know, if we love Jesus, Ако ние го сакаме Исус, that is the basic thing, isn't it? тоа е основното нешто, нели? He delights in us. Да се насладува на нас. So if we, whether we are a small church or a big church, Без разлика дали сме мала или голема црква, keep our love hot, да чуваме нашата љубов врела, our love for Jesus and our love for one another, љубовта за Исус и љубовта еден за друг. then we are a beautiful church. И тогаш ние сме убава црква. And Jesus rejoices in us, И Исус се радува на нас. whether you are small or large. Без разлика дали сте мали или големи. I know your deeds, Jesus Ги says. знам вашите дела, вели Исус. Yeah, I know your deeds. Ги знам вашите дела. I know your little strength. Ја знам вашата мала сила. Yet you have kept my word А сепак го зачувавте мојот збор and have not denied my name. и не го негиравте моето име. This means your love for me was hot. Ова значи дека љубовта ваша за мене беше врела. Yes, you are maybe very anxious, Може би сте навистина вознемирени, but I see also that hot love for me in но your ја hearts. гледам вашата љубов за мене. And that makes this church beautiful. И тоа ја прави оваа црква убава. So there's this challenge of doubt. И го има овој предизвик на сомнеш, Can we really do that? дали навистина можеме да го направиме тоа? Can we really manage that? Можеме ли да успееме во тоа? And the third challenge is obviously fear. И третиот предизвик е страв. Fear of the unknown. Страв од непознатото. And I think here in this church, the thunderclouds of persecution, И во оваа црква громотевиците на Yeah. прогонството they were already on the horizon. веќе беа на хоризонтот, Yeah, they saw the dark clouds. ги видоа темните облаци. Now that may be not true of us, Може би тоа не е и за нас исто така, but there are often clouds that we can see. но често постојат облаци кои можеме да ги And видиме. maybe one of the clouds that you here in Macedonia see is И може би некој од облаците кои вие во Македонија ги гледате young Christians leaving. се млади христијани кои заминуваат. So there are fears connected Тука има поврзан страв with new opportunities. со нови можности. And this is what Jesus is addressing. И но на ова се обраќа Исус токму на овој проблем. And he reassures them, И ги охрабрува, I will keep you in the hour of trial. јас ќе ве држам во моментите на испитување. And that's really saying quite clearly, И тоа е многу јасно кажува, don't be afraid. не се плашете. Be courageous. Бидете храбри. Yeah, and you think of Joshua as he was called to conquer Canaan. Сетете се на Исус Навин кога беше повикан да го покори Канан. And what did God tell Joshua? Што му рече Господ на Исус Навин? Be strong and courageous. Биди силен и храбар. I am with you. Јас сум со тебе. It's the same message here. Истата порака е овде. Be strong and courageous. Биди силен и храбар. I am with you. Јас сум со вас. Go through this open door. Одете низ оваа отворена врата. Isn't that wonderful? Нели е тоа прекрасно? You know, we have little strength, Ние имаме малку сила, мала сила, but a mighty Savior and Lord. но голем Господ и Спасител. Neither our smallness, Ниту нашата малина, nor our weakness, ниту нашата слабост, nor the dark clouds on the sky, ниту темните облаци на небото, you know, of opposition, на отпорот, of crisis, на кризи, should stop us from hurrying through the door. треба да не спречат да истрчаме низ вратата. We should really hurry through the door. Треба навистина да истрчаме низ отворената врата. I've missed to hurry through some doors of opportunities, Сум испуштил да поминам низ некои врати на можности and I had to repent. и требаше да се покајам за тоа.
together with my churches, заедно со моите цркви, for not hurrying through. со тоа заради тоа што не побрзавме низ тие Because врати. we never know how long the Lord will keep this door open. Не знаеме колку долго Господ ќе ја држи оваа врата отворена. And we have to listen to one another И треба да се слушаме еден со друг, very carefully, внимателно. because it is about the Holy Spirit working within us as a fellowship. Тоа е како Светиот Дух работи во нас како заедништво со Него. And that's why we pastors И затоа ние пасторите and elders и старешините have to listen треба да слушаме, to the members, да го слушаме лудилото, because we are all living in a community, затоа што сите ние живееме во заедница and the Spirit is working in all of и us. Духот работи во сите нас. And as we have learned, or well, I highlighted it myself, И како што потенцирав самиот yesterday, вчера, that the church in Antioch црквата во Антиохија was sensitive to the Spirit, беше чувствителна на Духот. and as the Lord was opening an opportunity И како што Господ отвараше можности for the first mission team to be sent out, за првиот мисиски тим да биде испратен, the first mission team ever, првиот тим од било кога, the church was all behind it, црквата го поддржуваше and they were hurrying through the door, и тие брзаа низ вратата and they didn't want to wait. и не сакаа да чекаат. So that is what I think we have to be very careful about, И треба бидеме многу внимателни за тоа, not to lose the window of opportunity. да не изгубиме можноста, шансата. I've been talking to several people, and there's several examples I can give. Зборував со неколкумина, имам неколку примери кои можам да ги дадам. But I remember talking to somebody from the Hungarian Baptist churches in Romania, Се сеќавам за унгарската баптистичка црква во Унгарија, saying Романија, in the 90s, во 90-тите години на минатиот век, God is working mightily, Господ работел моќно and there is a window of opportunity и имало големи можности таму. that we have to use. Имаме ние големи можности кои треба да ги користиме. We don't know when this window will shut И не знаеме кога оваа можност ќе се затвори or this door will shut. или оваа врата. So we have to wait for Him to open a door. И треба да чекаме на Господ да ја отвори вратата, But when He opens the door, но кога ќе ја отвори таа врата, we need to hurry through треба брзо да поминеме низ неа. quickly. Let me close with one final thought. Да завршам со една мисла. Obviously, you have to work out what door the Lord may be opening to you. Вие ќе треба да размислите која врата ви ја отвара вам Господ. Yeah. But I want to close with one final thought. Но ќе завршам со една мисла. Christ will come soon. Христос доаѓа скоро. In verses 11 to 13, Во стиховите од 11 до 13, that is being highlighted. тоа е потенцирано. And Jesus says, I am coming soon. Исус вели, јас доаѓам скоро. Hold on to what you have, Држете се за она што го имате, so that no one will take your crown from you. за никој да не ви ја одземе круната. I think we need to have that future vision, Треба да имаме таа визија за иднината, that He will come дека тој ќе дојде and that He will crown us и дека тој ќе ни даде ќе не круниса with a crown of honor. со круна на чест. Therefore, hold on to what you have. Затоа држете се за она што го имате. What do you have? Што е тоа што вие го имате? What do you have? Што е тоа што вие го имате? And obviously, this is not about material things. Не зборувам за материјални нешта. Do you rejoice in what you have Дали се радувате на она што го имате? received from Jesus Himself? На она што сте го добиле од Исус? Do you
rejoice Дали се радувате in your salvation? на вашето спасение? Do you rejoice in the hope of eternity? Дали се радувате на надежта за вечноста? More so, И повеќе од тоа, do you realize дали ви е јасно, дали разбирате that you have Jesus? дека го имате Исус? Hold on to what you have, Држете се цврсто за она што го имате. and you have Jesus. И го имате Исус. Hold on to Him. Држете се за Него. Well, isn't it great that He holds on to us? Нели е супер што Тој се држи за нас? But hold on to what you have. Learn about what you have. И држете се за она што го имате и научете што имате. And I think the more we realize what we have been given out of И grace, колку повеќе разбираме што ни е дадено во милост, во благодат, the more we will hold on to it in faith. толку повеќе ќе се држиме за тоа во вера. And nothing will move И us. ништо нема да не помести And we will go forward и ќе одиме напред. because we know that we have Him with us. Затоа што знаеме дека го имаме Исус со нас. And when we are weak, He is strong. И кога ние сме слаби, тој е јак. And when we sin, Кога ние грешиме, He forgives. тој ни простува. And forgiveness with Him means we are restored. И простување за него значи дека ние сме обновени And we carry on и with Him. продолжуваме со него. Isn't that wonderful? Нели е тоа прекрасно? Hold on to what you have. Држете се за она што го имате. And He will lead you И and ќе guide you. и ќе ве води и ќе ве насочува. If then Ако тогаш, we in this life have gone through the door of salvation, ако во овој живот поминеме низ вратата на спасението where we start holding on to Jesus и започнеме да се држиме до Исус and hurry through the door of и opportunities брзаме низ вратата на можностите that the Lord is opening up for us in our кои lives, Господ ни ги отвара во нашите животи. our Lord will also open Нашиот Господ ќе отвори исто така, the golden gates of heaven. ќе ги for отвори us. златните врати на небото за нас. Go through this door of salvation, Одете низ оваа врата на спасение and the golden gates of heaven is waiting for you. и златните врати на рајот ве чекаат. Jesus will lead you from there to here. Исус ќе ве однесе од една точка до друга точка. And all along He will give you И opportunities низ целиот тој пат ќе ви to дава share your можности love with others. да ја споделувате вашата љубов со другите. And I hope that He will envision you И ќе ви даде визија about what He has given you individually, за тоа што ви дал индивидуално, the gifts that He has given you даровите кои ви ги дал individually, индивидуално, so that He can use you for the extension of His kingdom. за да може да ве користи за да го гради своето царство. Even if it's only a small thing that you can do, Дури ако е некое мало нешто што можете да го направите, there's beauty in it. има убавина во тоа. A beauty that Jesus sees, Убавина која Исус ја гледа, even if the pastor doesn't see it, дури и ако пасторот не ја гледа or the rest of the church. или остатокот од црквата. But Jesus sees it, Но Исус ја гледа and He rejoices in и it. се радува на тоа. So invest what you have Инвестирајте во она што го имате, received from Him. она што сте го добиле од него. Invest it in the life of the church. Вложувајте во животот на црквата. Invest it in the life of the lost, Вложувајте во животот на загубените, so that they can find the Jesus за да можат и они да го најдат Исус, who loves you кој ве сака